А како функционира и какви активности презема една од почесните конзулки кои што функционираат во Битола, ќе слушнеме во следните неколку минути. Имено 29 години почесен конзул на Република Франција во Македонија е господјата Калиопа Кривашија Стилиновиќ. Нашата Ружица Ѓоршевска веќе би требало да имаме на линковско вклучување и ја гледаме во моментов. Ружица, добар ден за тебе и до твојата гостинка. Да слушнеме како функционира почесниот конзулат на Франција во Македонија и какви се односите со оваа земја. Добар ден, Снеже, да, поздрав од конзулска Битола. Наш гостин во ова линковско вклучување, како што кажа господја Калиопа Кривашија Стилиновиќ, почесен конзул на Франција во Македонија цели 29 години, воедно со тоа е првиот почесен конзул со најдолг стаж. Инаку да, на почеток добар ви ден, добро дојдовте во емисијата Програма на градови. Која е емисијата и ингеренциите на еден почесен конзул? Благодарам. Поздрав и од мене, од конзулска Битола. Мисијата и функциите на еден почесен конзул пред се, и тоа е разликата во однос на кариерните конзули, кои што имаат многу цел сет на ингеренции, е во тоа да се грижат за своите граѓани, граѓаните на државата што ја представуваат. Тоа е примарна, основна функција на секој почесен конзул. Постоењето на матична амбасада во земјата, како што е случајот со мене, бидејќи Франција има своја амбасада во Скопје, значи дека почесниот конзул представува во известна смисла на зборот антена на амбасадата и ги следи сите инструкции на амбасадата, истовремено со тоа што е локално поставен, се грижи не само за француските државјани на територијата каде што е конзул, туку и за развивање на културните, едукативните, економските и другите врски. Фактички, почесните конзули имаат таа повеќе логистичка улога на поврзување. Придобивките на Битола и на битолчани на образовно, културно и на економско поле. Постоењето на еден почесен конзул во градот, конкретно и во Битола, и бидејќи ме прашувате конкретно, сигурно се дека повеќе значајни, многобројни. Низ сите овие години во Битола се случувале голем број на проекти во областа на образованието, културни проекти, често се следат настани кои што, например, Скопје може да ги види, па ние ги добиваме во Битола таквите културни настани со посредство на Францускиот институт и Француската амбасада. И фактот што во сите овие години на постоење, значи, покрај постоењето на почесниот конзул, ние имаме и Француска алијанса, значи има Франција своји интереси, имаме и билингвална паралелка во гимназијата Јосип Брз Тито. Сакам да кажам дека Франција има своји интереси и дека почесниот конзул е тој кој што преку со посредство на овие структури на некој начин работи на промоција на францускиот јазик, на француската култура, промоција на можните проекти во областа на бизнисот, на економијата, промоција во едукацијата пред се, во културата, како што реков. И мислам дека во Битола се случувале проекти од типот на зачувување на културното наследство во повеќе фази. Сме имале проекти сигналитика, во делот на сигналитиката, во делот на зачувувањето на културното наследство. Сме имале проекти заеднички со градот Епинал, ја имаме и се уште имаме малата школа на анимиран филм, ги имаме бројните размени на билингвалната паралелка
со француски училишта, проекти во кои што се учествува. Исто така имаме и Француската алијанса, која што е на некој начин синоним за се она што значи образование на француски јазик. Токму така да, ние еве во моментот се јавуваме всушност од катчето на Француската алијанса. Господја Стилиновиќ, до година ќе одбележувате 3 значајни јубилеи. Тоа е 3 децении на титулата почесен конзул и конзуларно представништво во Битола. Потоа ќе имаме јубилеј, чинам дека 2 децении од Француската алијанса и јубилеј од постоењето на Француската паралелка. Значи, ако во прилогот што претходеше слушнавме дека некогаш во Битола се негувала традицијата на изучување на францускиот јазик, мораме да напоменеме дека и сега имаме паралелка во гимназијата Јосип Броз Тито, која што во континуитет повеќе од 2 децении чинам дека изучуваат француски јазик. Ајде да ни споделите. Да, ќе ве коригирам. Значи, Француската алијанса идната година ќе биде убава година на јубилеи и на годишнини. Со тоа што Француската алијанса ќе обележува 4 век постоење и билингвалната паралелка 20 години постоење, се изучува и понатака францускиот јазик во Битола, не е напуштено изучувањето, секој јазик има своја целна публика и ние со мноштво проекти сме задоволни на некој начин, имаме една константа, која што се трудиме со проекти да ја зголемиме. Таков е најновиот проект за сензибилизација за изучување на францускиот јазик, со кој што, например, оваа година го зголемуваме бројот на училишта основни во Битола, се со единствена цел на најмладата публика, на родителите, да им дадеме можност да избираат јазик. Многу е значајно да се избере јазик, инаку секој јазик си има својата собствена публика. И еве на крајот да споделиме информација за тоа што еве деновиве во официјална посета на градот Битола беше новиот француски амбасадор. Се сретна со вас, меѓутоа и со градоначалникот Тони Коњановски. Што беше во фокусот на разговорите? Да, имавме една убава можност по втор пат, затоа што првиот пат дојде амбасадорот во рамките на француската вечер за време на фестивалот Манаки. По втор пат амбасадорот, значи овој пат званично, го посети нашиот градоначалник, ја посети гимназијата Јосип Броз Тито, Француската алијанса, каде што сме денеска ние, благодарение на дождот. И во фокусот на разговорите беа секако дека се представи Битола и незините традиционални, историски и сегашни врски со Франција, но исто така се зборуваше за перспективата на тие релации во многу насоки. Тука е збратимувањето со Епинал, тука се проектите, како што ви кажав, во образованието, тука се културните проектите во областа на културата, затоа што Франција секогаш за бројни настани во кои што се одржуваат во нашата, така да речам, културна Битола, секогаш учествува со своји гости, со своји представници, со своји солисти, тука биле изложби, тука биле концерти, тука биле театарски представи и слично. Значи имаме интерес, еве со една реченица за крај, имаме ли француски туристи во Битола? Да, имаме, и тоа мислам дека бројките кои што ние студиозно ги водиме, например од посетата на нашиот прекрасен меморијален центар на француските гробишта, покажува дека на годишно ниво тој број само се зголемува. Значи Битола е во фокусот и е дел од итинерарот на француските туристи во нашата држава, но и во регионот. Ви благодарам за гостувањето. Снежеите слушнавме од нашата почесна конзулка, господјата Калиопа Кривашија Стилиновиќ, и верувам дека и натаму Битола ќе успее да го задржи епитетот Битола конзулски град.